Течат работите за изградба на хидросистемот Коњско кај Гевгелија согласно предвидената динамика. Според Министерството за земјоделство, градилишната населба, амбулантата и теренската лабораторија веќе се во функција, а комплетирана е и дробилницата за камен за 4 потребни фракции и интензивно се гради контролната галерија и преливниот објект. Бетониран е долниот дел на почетната кампада, а во напредна фаза се и градежните работи на преливниот објект, истакнуваат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. На постувањето на камен темелник од министерот за земјоделство Љупче Николовски истакна дека во моментот во Гевгелискиот регион има вода за наводнување на само 1500 хектари, а со изградбата на 3 подсистеми на оваа брана ќе се наводнуваат околу 8000 хектари плодно обработливо земјиште. Браната со акумулација Конско е дел од хидросистемот Конско и се состои од брана на реката Конска, запад горничет на околу 8,5 километри низводно, како и зафади на проточните води на реките Жабачка, Сермениска и Кованска. Вкупната инвестиција на браната Конско е над 2,4 милиарди денари, пари обезбедени од буџетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку програмата за рурален развој. Браната Конско ќе обезбеди вода за наводнување на земјоделските површини од овој регион, особено во сушниот период, кога водата е најпотребна. Во моментот, од можните 12.326 хектари обработлива површина, во овој регион едва се наводнуваат 2632 хектари. Реалноста е дека во моментов има доволно вода само за околу 1500 хектари. Наводнувањето оди многу тешко, но и со многу високи цени, што е голем товар за земјоделците и ја загрозува цената на производите. Изградбата на овој хидросистем представува најголем инфраструктурен зафат во овој регион изминативе 50 на години. Висината на оваа инвестиција изнесува 40 милиони евра обезбедени од буџетот на Министерството за земјоделство. Освен за наводнување, водите од акумулацијата Коњско и протечните води ќе се користат и за производство на електрична енергија, а овој езеро ќе поттикне и нова туристичка понуда во општина Гевгелија.